дали таа да даде оставка или цела комисија, но јас да сум тие треба во хитно да реагираат, значи да направат јавна седница, да ги издадат сите документи за сите случаеви кои што е членот имат јавно да ги кажат сите достапни податоци што тие откриле од истрагата. И јавноста ќе заклучи дали има капацитет, дали вршила притисоци, дали нема капацитет комисијата. Значи не треба да чекаат, мислам дека последна информација за 10 дена, значи треба уште одма. Државна комисија за спречување на корупција мора да постои. Прво, тоа е многу битен сегмент. Секако. Битен сегмент во оние антикорупцијски органи. И во овој извештај претпоставувам. Да, и за превентива има. Тоа е прво. Второ, дека државната комисија што легислативно, што функционално се соочува со проблеми, се соочува. И треба вмржување, и треба добивање на брзи податоци, и треба функционалност во работењето. Јас ќе кажам, нема во целост да се согласам дека е дискредитирана. Јас мислам дека во таа државна комисија сега има луѓе кои што стварно добро си вршат работата. Никој не вика дека. Ја верувам дека исто го познавам новиот претседател. Сметам дека е исклучително добра личност и мислам дека ќе придонесе за работата на државната комисија за спречување на корупција.